Здраво, ова е 104-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Marriage Story на Ноа Баумбах, во кој станува збор за брак кој се распаѓа помеѓу Чарли, глумен од Адам Драйвер, и Никол, глумена од Скарлет Јохансон, додека фамилијата останува заедно. Уште од кадрите снимени на рака од прологот на делото непосредно се запознаваме со силните страни, односно карактерните обележја на сопружниците, кои еден кај друг многу добро си ги познаваат, со оглед на тоа што при заедничкиот живот неизбежно е да ги согледаат своите слабости и силни страни, за да може да функционираат како заедница. Меѓутоа, ги запознаваме во фаза на животот во кој секој го има оддалечено животниот пат од другиот, при што обидот да се дофати љубовта не се случува во исто време, напротив, секој посегнува кон неа во различен миг, па затоа не настанува посакуваното заемништво. Никол го започнува филмот додека излегува од мракот и се издигнува од скалите на подземното метро, а Чарли до крајот на филмот ќе може да го забележиме и како се струполува во ова дело за промените. Никол се обидува да ја продолжи незината актерска кариера во Холивуд, глумејќи во пилот од SF TV серија, додека пак Чарли својата иднина ја гледа во Њујорк, работејќи со својата актерска трупа во театар. Нема разумен компромис помеѓу овие два диаметрално поделени светови. Никол заминува со нивниот син во Лос Анџелес, отпочнувајќи го процесот на разводот со помош на суровата адвокатка, глумена од одличната Лора Дерн, чиј што антипод го глуми па Рей Лиота, за да се даде основа за филмот да добие процедурална димензија, покрај постоечкото амалгамирање на препознатливата комедија на Баумбах во сериозните семејни драми за дисфункционални семејства кои милува да ги снима. Во овој филм Никол бега од Њујорк, а Чарли ја изневерува со негова соработничка. Никол по иницијалната каписла на љубовта се чувствува оживотворено, а со тек на времето смета дека се смалува до исчезнување и се чувствува незабележливо во споредба со Чарли, кој му престои подем во кариерата, која му е на прво место засвенувајќи ги интересите на сопругата со професионалниот егоцентризам, и тука настанува таа двојба. Соработниците го озборуваат нивниот развод и секојаш имаат нефункционален софтвер на располагање за нив. Нивната разделба ги тангира сите, од колегите до членовите на фамилијата, а најмногу нивниот син, кој е во средиштето на оваа трансформација, со преселба и отпочнување на нов живот и компензирањето со подароци за предстојниот раздор со постојана потреба од спиење со родителите и несигурност во читањето. Адвокатите кога стапуваат на сцена со својата демагогија ги крадат репликите од Чарли и Никол и најмалата ситница од нивниот живот станува арсенал во старателската војна, која многу лесно прераснува во борба помеѓу Лос Анџелес и Њујорк, метафорите за главните ликови кои низ годините се претопиле во духот на овие градови. Дерн и Лиота ги символизираат двете екстреми на феминистичкото и патриархалното гледиште, војна која е секојдневие за нив, меѓутоа безгласни остануваат Чарли и Никол во неа. Баумбах успеа во воспоставувањето на балансот помеѓу наклонувањето кон животните приказни на главните ликови, и ако гледачот има поглед од тежиштето на Чарли во вториот дел од филмот, фокусот на перспективата на Никол е забележлив во прологот. Разводот е одвратно убиство на бракот, поради кој страдаат и двајцата сопружници. Чарли се мачи да го совлада концептот на преселбата и разделувањето, како суров удар од реалноста, а Никол се обидува да дојде до својот глас, односно филмот е своевидна потрага по сопствениот идентитет во друго место за двата ликови. Актерската бравура на Скарлет и Адам блика во голем број на сцени, посебно во артикулираната исцрпувачка кавга, во која ги облекуваат улогите на жртва и злобник, кои не им одговараа што менаш ги интерпретираат во ревностниот дискурс, како и во прекрасните монолози на Скарлет, во кои камерата не само што ја гледа, туку и ја сослушува и сочувствува со неа. Жанровската фасцинација на Баумбах пријатно ме изненади кога го погледнав одличниот Де Палма, а во овој филм ги реферира Legend на Ридли Скот, како и костумите на монструмите од Universal, на The Invisible Man и Frankenstein на Джеймс Пейл за време на Хелоуин.
Сцената со ножот во кујната е најдобар доказ за трагикомедијата која ја поседува делото, во која ретко доминира трагедијата затоа што знае директно Баумбах да вризга хумор во секоја ситуација. Името на кинематограферот Роби Рајан често се споменува во видеологија затоа што е склон да фотографира одлични творби, а во овој филм крупниот план на персона го употребува како референца. Меѓутоа Ноа го протнува насловот Scenes from a Marriage во делото со цел да повлече уште една Бергманова алузија, а идејното решение на поделената дневна и кујна соба со зид ме подсети на поделените екрани на Де Палма. 35 мм на Ерикем со примолетите на Panavision е комбинацијата која што ја дава потребната текстура на фотографијата. Роби едноставно знае кога да се доближи и кога да се повлече од ликовите. Натрупаните интериери на дизајнерот Джейд Хейли доминираат во њујоршкиот дел од приказната, а во Лос Анџелес доминира белилото, кое се претвора во соодветна позадина за ликовите во широките планови и просторноста на екстериерите, како што и самите ликови ја истакнуваат таа особеност и специфика на градот наспроти Њујорк. Аспектот 1.6.6 наспроти 1 е доста погодно избран и за гроплан и за двоплан, во кој се евоцира блискоста и дистанцата меѓу Никол и Чарли, меѓу кои никогаш не изгаснала приврзаноста, што станува суштествена одлика на филмот. Монтажерката Дженифер Лейн од Hereditary знае да воспостави одличен ритам во сцените помеѓу Скарлет и Адам, меѓутоа знае да вметне и Dissolve и Fade Out таму кај што најмногу боли. Композиторот Ренди Њуман посочува дека влијанието францускиот скор кој што го работел Джордж Делеру го мотивирал за неговата оркестрација, а јас забележав разиграна транзициона музика која ги акцентира апсурдните ситуации во кои се изнаоѓаат сопружниците. Покрај комедијата и драмата, доближувајќи се до завршницата, двата главни ликови во двата света добиваат по една музичка нумера, Никол со You Could Drive a Person Crazy, а Чарли со Being Alive, кои што со помош на јазикот на музиката ги отсликуваат животните лузни на ликовите. Ноа Баумбах својата кариера ја започна со комичните филмови со Ерик Столц во главната улога, кај што уште во 90-тите може да се насети неговата хипстерска потреба за естетизирање на њујоршките станови со животите на недораснати ликови, за да ја збогати својата кариера со соработката со Грета Гервиг, создавајќи интригантни релации помеѓу женските ликови во Франсис Ха и Мистрес Америка, со која заедно го напишаа нејзиниот предстоен филм Барби. Меѓутоа во длабочината на дисфункционалните семејства се нурна и во The Meyerowitz Stories и Margot at the Wedding, меѓутоа во поглед на прикажување на разделбата на родителите од визурата на децата елоквентно беше доловено во The Squid and the Whale. Меѓутоа, ако тој филм се базира на разделбата на родителите на Ноа, Marriage Story повлекува инспирација од разводот на режисерот со Дженифер Джейсон Ли и неговото тогашно неверство со Гервиг. Адам Драйвер е чест соработник на Баумбах, но ова е нивната најплодна соработка. Влијанието на Вуди Ален е неоспорно, посебно во њујоршките сцени, но драматичниот приказ на фрагментираната фамилија ја натежнува емпатијата кај Ноа. Паралела може да се повлече и со разделувањето на сопружниците во Kramer vs. Kramer, меѓутоа само во процедурата, а не и во сознанијата до кој што доаѓаат ликовите. Филмот ја имаше својата премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, од кај што се иницираше богатиот фестивалски живот, продолжен во Telluride, Тиф, Нешвил, Њујорк, Лондон, Бусан, Чикаго, Солун, за екстензивната фестивалска турнеја да ја заврши на малиот екран, откупен од стриминг сервисот Netflix, кој исто така го прикажа филмот на редовен репертоар од еден месец, квалификувајќи се да биде еден од најсериозните конкуренти за главните категории на Оскарите. Мудар беше потватот на Netflix да го најави филмот со двата различни тизери за машките и женските начела на приказната. Речиси е невозможно да се најдат замерки за ова дело, на сите рамништа е елоквентно реализиран, остава за себе кадри и сцени кои се паметат по гледањето, како и габаритен емоционален багаж со кој се поврзува до секој гледач, ставувајќи го во компромитирачка ситуација да навива за сплотувањето на раздвоените сопружници.
На Бамбах му беа потребни 10 филмови за да пресече големо парче од сопствената интима, зачинето со болка, расправи, себичност, стремеж, грижа и љубов и го артикулира со помош на филмскиот јазик, обликувајќи го ова беспрекорно филмско остварување, кое не само што се издвојува во неговата кариера, туку е еден од најквалитетните филмови во годината. Ако морам да го евалуирам, тогаш Marriage Story од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 104-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!